Коалицијата за подобра Македонија, предводена од ВМРО ДПМНЕ, во Кочани одржа митинг на кој лидерот на партијата Никола Груевски истакна дека на предстојните избори за 9 дена ги очекува голема референдумска победа, победа за иднината на Македонија и за народот во неа. ВМРО и коалицијата која градеше, создаваше, која решава проблеми, која се грижи за сопствениот народ, која сака секому да помогне, која дава збор и го исполнува дадениот збор, која држи до зборот, која се грижи за државните и за националните интереси на Македонија. Опција која излегува со реална програма секогаш на избори, добро пресметана, добро прерачуната, добро обмислена и ја презентира пред граѓаните. Тоа е едната опција. Втората опција е она на СДСМ и на нивната коалиција. Опција која што шири деструкција, прави хаос, се здружува со разни криминално-разузнавачки структури за да дојде до власт. Додека се борат да ја спречат депресијата во која запаѓа нивното членство и гласачи, сакам да им порачам од тука од Кочани дека разликата нема да биде мала, туку ќе биде огромна. На митингот во Кочани, Груевски се осврна и на фантомските гласови во избирачкиот список, со кој, рече тој, цела година манипулираше СДСМ. Нивниот број од месец во месец беше различен, за да ДИК објави дека избирачкиот список е зголемен со 5000 гласачи. На митингот во Кочани пред граѓаните зборуваше и кандидатот за пратеник во изборната единица 3 од Кочани, Иван Иванов. Почитувани сограѓани, известно е дека на ВМРО ДПМНЕ ќе му биде предадена убедлива победа од страна на народот. Но никој од вас не смее да го потцени значењето на овие избори. Ниту еден од нас не смее да остане пасивен, апатичен, незаинтересиран. Не сега, не на овие историски избори. На митингот во Кочани своја обраќање имаше и носителот на листата во изборната единица 3 Илија Димовски, а во име на коалиционите партнери зборуваа Неждет Мустафа од партијата на ромите и Стојан Миланов од Социјалистичката партија. На митингот своја обраќање имаше и Аксел Фишер од сестринската партија ЦДУ од Германија.